Можам да кажам дека изминатите неколку дена, посебно минатата ноќ, и по укажувањата од страна на стручните лица од Управата за хидрометеоролошки работи, и по најавите генерално кои што одеа преку медиумите и соопштенијата од Управата за хидрометеоролошки работи, се случи она кое што дефинитивно како временска непогода, неповолна временска состојба се случи и во Република Македонија, и посебно се зафатени повеќе региони, од кои Преспанскиот регион, Источна Македонија, регионот на општина Делчево, Малешевијата, вклучувајќи ги Каменица, Пехчево, Берово, исто така во југоисточниот дел на Република Македонија, во западниот дел, северозападниот дел, Охридско, Струшко и така натаму, и можам да кажам дека оваа неповолна временска состојба, како неповолни, неспецифични временски услови карактеристични за овој период од годината, кога овошните насади, овошките расцветуваат и се во полна вегетација, се случи катастрофа, и можам да кажам, ние како влада и посебно како министерство сочувствуваме со тоа и сме навистина загрижени. И од тие причини јас дојдов да направам увид на лице место, и во исто време членови на мојот тим од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се веќе на терен и прават првичен увид во состојбата која што е предизвикана од ваквите неспецифични временски услови. Она што би сакал да го потенцираме, дека ние како влада и како министерство постојано водиме грижа и сме постојан партнер на земјоделците од Република Македонија. Тоа сме го докажале на неколку пати, повеќе пати сме го докажале и преку мерките кои што ги спроведуваме, и кога имало вакви воредни услови, кога се појавуваат штети кои што дефинитивно ги погодуваат првенствено земјоделците кои што екзистираат од своите земјоделски стопанства, кои што обработуваат земја, кои што произведуваат примарни земјоделски производи и кои што обезбедуваат храна за населението, за нашите жители во Република Македонија, и уште повеќе имаат значаен придонес во обезбедувањето на девизен прилив преку извозот. Знаеме конкретно во општина Ресен, поточно во Преспанскиот регион, имаме некаде обработлива површина од околу 5000 хектари. Оваа година беше зголемена таа површина заради поволните состојби во овоштарството и посебно сојаболката. И можам да кажам дека навистина се случи огромна штета во делот на очекуваниот род кој што го планиравме за оваа година, а тој требаше да биде некаде околу 140 до 150 илјади тони јаболко. Но како и да е, ние како влада донесовме одлука, односно вечерва ќе има итна седница на влада, воредна седница, на која што ќе се анализираат состојбите предизвикани од мразот, неповолната состојба, и на владината седница ќе ги земеме во предвид сите извештаи од Управата за хидрометеоролошки работи и согласно законот сите законски можности кои што постојат во делот на обезбедување помош и превземање на сите мерки кои што се неопходни за надминување на состојбата во која што се снајдува земјоделците, да помогнеме во надминувањето на оваа состојба и предизвикувањето на штетите од мразот. За поконкретни мерки и за тоа што ќе одлучиме на владината седница вечер, ќе бидете дополнително информирани вечер по завршувањето на владината седница. Она што сакам посебно да го истакнам е дека нема да се откажеме. Ние ќе тражиме мерки кои што во суштина ќе значат директна помош и кои што мерки ќе значат надминување на состојбата со неповолната состојба со која би се соочиле земјоделците заради ваквото 100% оштетување на насадите.